Два договори, ама и два протоколи, 4 официјални документи, сите по вкус на Бугарија на штета на Македонија. Едниот подпишан летото 2019-та, другиот најсвежиот минатово лето. Уште пред 4 години не историчарите, туку политичарите се договорија дека за Делчев и целото Илинденско востание треба да се преговара, знаејќи ги ставовите на бугарите по ова прашање, односно дека нашиот најголем револуционер според нив бил бугарин. Комисијата за историски и образовни прашања решително ќе ја забрза својата активност за значајни теми од нашата заедничка историја, Гоце Делчев, Илинденското востание и други. Во протоколот од 2019 стои дека светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил, покрај македонски биле и бугарски, со што станаа дел од, како што ја нарекоа политичарите, заедничката историја. Прифатени се сугестиите за заедничко чествување на следните личности од нашата заедничка историја: Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил. При секое официјално чествување на овие личности потребно историската вистина за нашата заедничка историја јасно да се одбележува. Кога е цар Самуил во прашање во 2022-та, неговиот статус беше проширен, па Самуиловото царство во Охрид стане и бугарско во македонската историографија, со амин на македонските историчари од заедничката комисија на чело со Драги Ѓоргиев. Цар Самуил е владетел на голема средовековна држава која што по големиот дел од современата историска наука ја смета за бугарско царство со центар на територија на денешна Македонија. Покрај царот Самуил, политичките чинители договорија дека светите браќа Кирил и Методи својата мисија ја ширеле на територијата на средновековна бугарска држава. Делото на Свети Кирил и Методи е сочувано и развивано во книжевните центри Преслав и Охрид, кои тога се наоѓале на територија на средовековната бугарска држава, каде што нивните учесници наоѓаат услови за работа. Свети Климент и Свети Наум станаа заеднички, прифатено беше она што Бугарија го тврди цело време, покрај за македонската писменост, работеле и за бугарската. Просветителското дело и придонесот на Свети Наум за развојот на писменоста и културата на Македонија и на Бугарија им даваат основа на двете земји да го негуваат споменот за неговото дело преку заедничко одбележување при соодветни годишнини и јубилеи. Од 4 документи, 2 договори, 2 протоколи, една обврска доби и Бугарија, реципрочноста нема ниту во овој сегмент. Македонија исполни речиси се што источниот сосед побара. Официјална Софија не ја исполни ниту едната своја обврска. Требаше да ни бидат поддршка и ветер во грб на европскиот пат, но наместо тоа ни станаа главен кочничар, кој цело време ни поклонува вето на патот кон ЕУ. Бугарија е посветена на продолжување на својата поддршка за европската интеграција на Македонија. Двете страни се залагаат за взаемна поддршка на кандидатурите во меѓународните организации. Покрај заедничките чествувања договоривме и промена на историските учебници по бугарски терк. Според многумина македонски историчари, за само неколку години заедничката историска комисија со поддршка на власта на историски план во однос на спорот со Бугарија не врати во 19-тиот век. Со прифаќањето на францускиот предлог, овие протоколи станаа дел од европската рамка, односно услов за преговорите со Брисел.